Јас, Македонија. Слушај ме, не зборувам често, а кога ќе проговорам, ветрот молчи. Јас сум земја, но и човек. Сум камен, но и срце што тепа. Јас сум Македонија. Моето раѓање не беше запишано во книги. Се родив кога првиот човек го крена погледот од кременот и свати дека не е само животно, туку глас што сака да остане. Во старото камено време, во пештери и огништа, моите први деца ги учев да не се плашат од темнината. Темнината, им велев, само чека светлина. И така поминува векови, од кремен сечило, од сечило плук, од плук слово. А потоа се појави едно сонце, толку силно што ги разбуди сите хоризонти. Сонце што го носеа двајца, татко и син. Филип, човек што од разединети племиња направи држава, од шумски патеки направи патишта, од обични луѓе направи војници што веруваа дека можат да ја промена судбината и ја сменија. Со него почна мојата прва голема приказна. Но судбината таа сакала повеќе и ме благослови или ме проколна. Со едно момче со очи што гледаа подалеку од сите карти што светот ги имал. Александар. Кога го изговори моето име, го изговори како татковина, што не ја носиш само на штитовите, туку под ребрата. Нему му дадов сила, а тој ми даде бесмртност. Со него стигнав до земји каде што ни мојот ветер не го знаеше јазикот. Сонував големо и победував. Но секоја победа има цена, а јас ја платив најскапо. Кога падна Александар, не падна само човек, падна сон, што светот не можеше да го носи во рацете. Се скрши како глинена амфора и парчињата, моите деца, ги растурија на сите страни. Потоа дојдоа векови кога ме растураа, делеле, прекројувале. На мапите ме пишуваа со туѓи мастила, а моите деца ги учеле да се гледат меѓу себе како туѓинци. Средновековни господари се менувале, војски минувале низ мене како низ врата што не можам да ја затворам. А јас само молчев, зашто земјата не знае да плаче на глас. Во 19 век моите деца повторно се разбудија. Ги слушав како шепотат по црковни дворови, по планини, во визби, во тајни собири. Ние сме тука, ние сме своји. И секој таков шепот беше искра, искра што полеа многумина, некои со перо, некои со пушка, некои со крв. Секој од нив беше моја рана и моја надеж. 20 век, тоа беше век кога ме ставија под тежина, што не се мери во килограми, туку со идентитети. Се бореа околу мене како да сум плен, а не дом. Но и тогаш, и во војни, и во поделби, моите луѓе со тврдоглава добрина изградиле песни што преживеа се. Песната, моето најсилно оружје. Песната, моето најтихо врескање. А денес сум мала земја, но со срце што уште удира со чекорите на фалангата. Денес сум дом на народ што знае да претрпи, да се исправи, да се насмевне, дури кога солзите се свежи. Народ што секогаш одново прашува: кој сме? Народ што вечно одговара: сме тоа што го чуваме, сме тоа што го пееме, сме тоа што не сме дозволиле да ни го избришат. И еве ме, стојам пред тебе, широка колку една душа, стара колку едно сеќавање, упорна колку еден јазик што се пренесуваше потеки. Јас сум Македонија и додека барем едно од моите деца ја крене главата и ќе каже: ова сум јас, ќе живеам, не како империја,
не како сенка, туку како срце што не престанува да бие. А ти што ме слушаш сега, запомни, јас ќе постојам додека ме носиш во себе и додека ме носиш не се плашам од утре.